Сите оние кои мислат дека Македонија немаше свој представник во Лига на шампиони, одма да ви кажам, грешите. И не само што имавме во Лига на шампиони, туку и во финалето на Лига на шампиони. Додека чекаме тоа да биде некој клуб, дочекавме тоа да биде нашинец. По-конкретно зборуваме со Мартин Дангев. Добра ли беше најавата? Одлично беше најавата. Јас сум Мартин Дангев, голем љубител на фудбалот и пред се граунхопер. Што значи граунхопер за оние што не знаат? Граунхопер е хоби во кое што посетуваш ти повеќе стадиони и поброј и добри утакмици. Сеедно. Она што можевме да го видиме дека беше меѓу навивачите на Арсенал во фул опрема топчиска. Зошто и од кога Арсенал? Вака. Јас сум уште дете фан на Арсенал, уште после првото историско финале на Арсенал во Лигата на шампионите, како почна таа љубов према Арсенал, уште кога Премиер лига се пренесуваше на наша телевизија. Така. Арсен Венгер и неговата игра, ола топџиите со пасовите и се убавиот фудбал, пошто беше предпознати во Арсенал. Тоа ми остави впечаток и уште како дете реков ќе ќе бидам за овој клуб. Дали сум се зафрклал, 20 години се чекаше за тоа. И така, од таму почна таа љубов, патњата и сето зафркавање од другарите во школа и сето тоа. 20 години и дочекав финале Лига шампиони да гледам во живо и исто така да дочекам титулата во иста сезона. Во иста сезона, тоа е реално за историја. Како ги доживеа пеналите, општо пеналите, а да не зборуваме овој последниот кога гледаш дека штопер оди да го шутне. Буквално. Пети играч, бразилец, штопер, не треба шутира. Не треба шутира пенал. Тоа е прво правило во фудбалот. За мене очекував дека некој друг ќе преземе одговорноста и како ги дочекав пеналите, искрено не стресно. Не очекував дека ќе дојде до пенали и некој ако има шанса да гледа финале Лига шампиони, препорачувам да не е неговиот клуб, туку да е неутрално, бидејќи е лоше по срце. Да гледа како уживател, а не како навивач. Како навивач, буквално реално 120 минути. Мислам дека прво финале со пенали од Реал 2016-17. Мислам дека со Атлетико беа пеналите. Така да беше баш стресно. Од стадиони и надпревари што си имал можност да ги посетиш низ текот на годините. Што би издвоил вака како некое искуство кое што би го раскажувал и на генерации после себе? Како што знаеш, финалево е број 1. Така. Првото такмица што гледав за Арсенал на Емират исто ми останува тука топ 5. По најубав стадион што сум го посетил е буквално Сантјаго Бернабе. Преубав стадион, преголем стадион, ми остави најголем впечаток. За од атмосфера, за мене најпоценета лига е шведската лига. Имав можност две дерби да гледам, Гетеборг со Гајс и исто така Стокхолмско дерби измеѓу Ајк и Хамарби. Тие дерби ми оставија впечаток. Исто така Дортмунд. Дортмунд за мене е предобро искуство. Поготоа што навеќе на Дортмунд жолтиот зид. Жолт познат. Легенди се коваат за нив. Што е следен некој план што би сакал да видиш од дербија? Следен план, сакам да гледам Ривер Бока. Претпоставив дека тоа ќе кажеш, ама викам мај да не имаш нешто друго што ти е на памет. Не, буквално до мене тој што седеше во кадрот што го прикажа во Лига шампиони, нели? Во финалето тој беше бразилец. И буквално ни се склопија коцките, он е сепак фан на Гремио, но рече, те чекам било кој момент ќе гледам утакмица на Гремио и исто така ќе гледаме Ривер Бока. Ова ти е покана што не смееш да ја пропуштиш. Сега, она што е актуелно, ни следи светското првенство во фудбал, никогаш поголемо репрезентации, што ќе се осмелам да кажам и што се за таму и што не се за таму. Имаш ли некои своји фаворити вака уште од сега и можеш ли да видиш кои репрезентации би се умешале у борби за медали? Вака, ова светско првенство ме потсеќа на тоа 2010 по самото отварање, бидејќи ова вузела е буквално од Јужна Африка од 2010 година и буквално отварањето на ова првенство исто така Мексико со Јужна Африка и ме потсеќа на фаворитот кој што најавив тогаш, тоа е Шпанија, бидејќи Шпанија за мене игра моментално најдобар фудбал од сите репрезентации. А кој мислам дека ќе освои? Не знам. Мислам дека може да биде тука Франција ќе дам предбор за оваа година. Така, заради нападот. Франција знаеме дека уште кога ги видиш вака на хартија да се смрзнеш, меѓутоа и португалците и Аргентина не се за потценување. Репрезентација што ги има Меси и Роналдо, по дефолт некако се очекува од нив горе да идат. Вака, Меси си ја заврши својата работа и знам дека сите фанови чекаат Роналдо да ја заврши својата работа. Роки се чека сега. Така да Роки е сега акција да стапи, да си ја заврши работата и да станат шампиони светски. Дали мислиш дека некоја репрезентација може би од втор или од трет ред на дисциплина или на мотивација може да изненади да ја видиме од нигде никаде во четврт или во полуфинале? Вака, Dark Horse секогаш има секое светско првенство. За мене Dark Horse ова првенство е Норвешка.
мислам дека е моментот сега за Халанд после долги години се на светско првенство, им се погоди на клубско ниво со Бодо Глимт и таа атракција мислам дека ќе се преточи во четвртфинале најмалце. Така, имаат вака и симпатичен состав на хартија играчи што си вршат работа у нивните клубови. Сега, во дресот Македонија си, би сакале, како што да видовме со македонско знаме на финале Лига на шампиони, овој дрес да го прошеташ на некое светско првенство, меѓутоа не како ЕПП, туку како навивач на своја репрезентација. Што мислиш дека ни фали за тоа нас да ни се оствари? Вака бев на Европското 2020, ме прикажи тогаш у кадари кога се радував за голот и кога го изгубивме од Австрија. Буквално што ни фали? Пред се, најмногу ни фали инфраструктура, ни фалат одлични услови, ни фалат работа со млади деца, да нема мито корупција и ќе игра син ми, нема да игра син ми например на некои такви надпревари и треба да се работи многу. За тоа не треба 5 години, за тоа треба 15 до 20 години за да се дојде некоја генерација што ќе настапува на светско поготоа. Така. Фала ти многу и да се гледаме за добри работи, после нови дербиња, после нови искуства и ако вака ти тргнува да те има у кадар секаде, верувам дека и тие на Гремио ќе те најдат да те снимат. Фала ти многу за покана и ми беше чест и задоволство. Исто.